Европскиот суд за човекови права ќе одлучува за случајот со Струшката дива депонија. Страсбур ја прифати апликацијата и ќе расправа за еден од најголемите еколошки и здравствени проблеми во Струга, депонија која се наоѓа на само 500 метри од првите куќи, во близина на реката Црндрим и на 2 километри од Охридското езеро. Со оваа проблематика најпрво се соочивме во текот на 2017 година, кога имаше големи спалувања на депонијата, тогаш во својство на граѓански активист, а сега во својство на адвокат кој што има поднесена апликацијата до Европскиот суд за човекови права. Овој проблем е горлив проблем за стружани, представува еден од најголемите предизвици на градот во делот на обезбедување на здрава животна средина, што е уставно право на секој граѓанин на оваа држава, но исто така и во делот на заштита на здравјето и животот на луѓето. Откако цели 4 години судовите се прогласуваа за ненадлежни и го шетаа предметот за на крај да ја отфрлат тужбата против Министерството за животна средина, општина Струга и јавното претпријатие Комунално, младите правници одлучија правдата да ја бараат во Страсбур. Македонските судови не само што не покажаа доволен капацитет да одлучуваат по вака битни прашања за заштитата на јавниот интерес на граѓаните, туку несоодветно и неаргументирано ја отфрлија тужбата. Не може никој да не е надлежен за нелегалната депонија и енормното загадување на животната средина, велат младите правници. Идејата на здруженијето е секогаш кога било која домашна поставка пред националните судови нема да успее, да се оди токму пред Европскиот суд за човековите права, поради тоа што сметаме дека само на тој начин може да се операционализираат и во државата сите оние стандарди кои самиот Европски суд за човекови права веќе во повеќе пресуди, тоест ги воспоставил во оваа област. Во тужбата, меѓу другото, е наведено дека депонијата е лоцирана во близина на Охридското езеро, кое е светско природно наследство и секојдневно загадува воздух, почва и подземни води со над 40.000 тони отпад годишно. Откако Страсбур ја прифати тужбата, Европскиот суд за човекови права сега може да побара повторување на постапката пред домашните судови, кои овој пат не ќе можат да се извлекуваат, прогласувајќи се за ненадлежни. Одговорност мора да има за Струшката депонија, која 20 години ги труе граѓаните и представува една од најопасните нестандардни диви депонии во државата. Глувоста и игнорирањето на проблемот со депонијата, на која се натрупуваат илјадници тони секако вид отпад, не сме да помине неказнето. Судството и обвинителството се оние кои досега треба да реагираат. Деценти се младите и амбициозни правници. Инаку на постоечката локација започна да се одлага отпад во 2006 година со одлука на градоначалникот Рамис Мерко. Единствено се направи претоварна станица која никогаш не профункционира, а се прикажуваа огромни суми за нејзино одржување.